Продолжениот 6-годишен период за реализација на ИПАРД програмата и во текот на оваа година ќе им овозможи на земјоделците да добијат поддршка за своето производство. Се очекува деновиве да биде објавен јавниот повик за распределба на средствата за годинава, па од почетокот на наредната недела да започне да тече рокот за пријавување на земјоделските производители. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството упатија повик до сите заинтересирани да ја подготват потребната документација за аплицирање, а за сите информации и детали околу повикот им стојат на располагање на земјоделците. Ги повикуваме сите земјоделци кои што се заинтересирани да аплицираат, да поднесат своји барања за набавка на одредени земјоделски машини, механизација, значи да се подготват, бидејќи огласот во најскоро време ќе излезе, тоест јавниот повик, и да кажеме дека во овој јавен повик, како и секогаш, ова програма на ИПАРД ги покрива мерките 101, 103 и 302. Според одредбите во програмата, мерката 101 се однесува за примарното производство, мерката 103 е за преработка на земјоделските производи и маркетингот, а мерката 302 се однесува за руралниот развој и руралниот туризам. ИПАРД програмата ги покрива секторите овоштарство и лозарство, градинарско производство, преработка на месо и млеко. Во овие сектори има разни подсектори во кои што може да се поднесуваат барање, само да кажеме дека еве некои основни критериуми во делот на овоштарството треба да поседува најмалку 3 декари или 0,3 хектари површина, кое што се однесува исто така и на лозарството. Во делот на градинарството е 2 декари и за отворено и подпластеници. Инструментот за предпристапна помош во руралниот развој е комплекс од мерки со цел да се зголеми конкурентноста на земјоделското производство на нашите фармери, како и преработката на земјоделските производи и маркетингот. Од понеделник па натаму, вработените во агенцијата ќе им бидат на располагање на земјоделците и секој кој смета дека ги исполнува критериумите од ИПАРД програмата може да дојде во незините простори и да аплицира на јавниот повик.